кои отидоа од Бапчор, 14-та група, и јас бев, и имав таа среќа, да кажам, останав во Југославија. Еве, ја би го спомнат мојот личен пример, а јас сум сведок и на илјадници такви, не мислам на децата бегалци кои после граѓанската војна во Грција бевме принудени да одиме по источните земји. Јас во случај бев во Романија. Мојата фамилија беше целосно расцепкана. Еден од најголемите екзодуси на 20-тиот век всушност се претвори во она што со логија се нарекува етничко чистење. Кај македонското малцинство кое се уште живее во Грција, создаден е биолошки вакуум. Одземена е цела една генерација. Грција имаше една граѓанска војна после 46 година, 49 година, кој за време на таа граѓанска војна се искористи многу тоа против туѓите елементи, кои како туѓи елементи беа сите тие кои изразува нешто различно од владеачката класа во Грција тоа време, нели, или тоа беше политичка различност, речеме социјалистите, комунистите, или беа различност на база на нација, националност, јазик, култура. Властите во Атина и до ден денес не сака да го признаат македонското малцинство и покрај тоа што они се на Европската унија, на НАТО и се дел од цивилизирана Европа, да речеме под наводници. Меѓутоа, тоа е така и за жал тоа е, мислам, трагично и за нив, но и за нас. Да ви кажам, Грција е единствена земја во светот што имаше граѓанска војна и после војната нема признато тие што изгубија или тие што победија да се соединат како луѓе. Greece is indeed one of the European states which has not adopted policy on linguistic diversity. And this is a problem because we know that in Greece there is not only a problem of Macedonian language, there are also Vlachs, Turks, Albanians, Roma. And to develop this cultural and linguistic diversity, there should be right and correct state implementation. Може да речем, остана најдоследни во фанатизмот за непризнавање на македонското малцинство во Грција. Тој процес на хомогенизација и тоа сваќање на поимот една држава, една нација, еден јазик, една религија, ги има корените дури од почетокот на создавањето на грчката држава. Мисля дека со признавањето на македонското малцинство губа дел од нивната историја. Тоа се мисли на античките македонци, кои они си ги присвојуваат кон нивната историја, кон античката грчка историја. Тоа е еден од факторите. И во нивниот устав, во грчкиот устав, они не признаваат малцинство. I would say that we can see in many European Union states that there is a strong commitment for a good solution of problems related to linguistic diversity for the future. The difference we notice is that in Greece there is no such policy. Just because nobody asks what should be done, nobody starts to do anything, and still there are many people and many politicians as well who deny the existence of minority languages and cultures. Единствена земја што не и врати уште луѓето што од таа граѓанска војна си отидоа од таа земја и уште спорот останува отворен. Жалосно е што Грција како земја во која може да речеме дека е лулка на цивилизацијата, кај што се роди демократијата, денес во овој современ свет се уште се бави со примитивни некои потези. Тоа беше причина да почнам со поголема активност на полето на борбата за остварување на човековите права и слободи, односно за слободна посета на родното место Бапчор, за враќање на државјанството со оглед дека сме родени во Грција и по меѓународни прописи ни припаѓа државјанство на Грција, за овозможување репатријација,
значи кој сака да може да се врати во родните места и конечно располагање со имотите кои ги напуштивме, а беа конфискувани од грчката држава. Ја сум активиран на ово прашање од 70-те години, точно од 73-та година, кога беше уште хунтата во Грција. Имав доста причини. Во 1976 година се собравме во Република Македонија. Сите овие екзодуси, перипетија влијаја врз мојот живот, кој се случува во моето детство, и тие сега представуваат тема или предмет на моето творештво. Тука би го спомнал филмот, документарниот филм Тугеш. Во Тугеш се зборува за екзодусот на децата бегалци. Основната тема е екзодусот на децата бегалци од Егејска Македонија. Всушност тоа е моја, така да кажем, автобиографија, моето детство, во кој ги сликам дел од патишествијата кои сум ги поминал во детството врзани за мојот роден крај. Сега не ми плачите. Јас каза тоа дојду да ве видам и да плачите. Не знаеш ли која сум, Олга или Евда? Не знаеш ли која сум? Евда си, Мари? Ајде, погоди се која сум. Никоја да ве познава, мајка, Америка, да ве пусти, Која сум, кажи. Кој коста е? Коста е, мајко, коста е, колко години? Мило, нека, мајке, да не ми плачите. Дојдоме до заклучок да почнеме да се собираме и преку тие наши собири да упатуваме до светот барања преку декларации, апели за да влијаат на грчката политика и грчката влада да ни овозможи она што ни припаѓа по меѓународните конвенции да можеме да ги посетуваме нашите родни места и да ни се врати тоа што ни беше одземено. Тие структури што требаше да го барат тоа, да се вратат тие луѓе што од граѓанската војна си отидоа, не стигнавме на тоа ниво да можеме да убедиме Грција, оти ние како народ си имаме правата. Од 80-те години почнавме да шириме една пропаганда во нашите македонци во Грција и пошироко во странство, со еден материјал што ние го печативме таму, после пошироко во Македонија, во Австралија, во Канада и така. И 80-те години, крајот на 80-те години, точно во 89-та година, стигнавме до Обединетите нации. Имав многу убави средби и се воодушевив од нивното европско гледање на сите оние прашања кои ги тангираат лично нив и за кои самите многу пожртвувано и интензивно се борат. Првата светска средба на децата бегалци беше организирана 1988, втората по 10 години 1998 и како што знаете третата средба беше организирана во 2003 година на тлото во егејскиот дел на Македонија. Зорите македонски шумно пеат, нови ветри, нови весници, Македонија слободна, слободно живе. Македонија слободна, слободно
Со возбуда и чувство на особено задоволство ја отворам средбата на децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија, кои во 1948 година, како последица на ужасите од граѓанската војна во Грција, беа принудени да ги напуштат своите родни огништа, да се разделат од прегратките на своите мајки и да тргнат во неизвестниот за нив екзил. Се разбира, идејата беше да се организираат во родните места кај нас, односно во Егејскиот дел на Македонија. Меѓутоа, политиката на Грција беше таква, односно нивната реакција. Тоа беше еден гром, да ви кажам, упадна на грците. Знае нашите активности, знае до тога, а не мислео ти не можеше никогаш да се најдат луѓе што јавно ќе го кажат тоа. Се работи овде исклучиво за грчката политика, која не признава и е многу агресивна. Дури дојде до таму да ги расипува и односите со Југославија, заради тоа, ако Југославија ни дозволи да одржиме. Грција има влијание и успева да ги убеди сите европски фактори, па и светски, дека тоа прашање е ирационално и дека не треба за тоа да се зборува. Не се само тие македонците што сакат, што требаше и не се вратија таму. Има други малцинства во Грција што помало познати, власите, турците. Председателството на СФР, Југославија, донесе заклучок да ни ја забрани средбата. Вратили сте се овде, где су вас ваша македонска браќа дочекала и пружила помоќ у неволјама изазваним ратним страдањима. Прихватили смо вас тада први. Дубоко е хуман гест и оних земаља кои су вас касније прихватиле, а од коих сте многе изабрали за ваше трајно пребивалиште. Будите први у борби за... Меѓутоа, нашето раководство македонско кажава, пренесите на нашите другари во Белград дека програмата како што е зацртана така и ќе се одржи. Во спротивно, ние како раководство на Република Македонија сме подготвени да си дадеме оставка во колку биде забранета ова средба. Така и се одржа првата светска средба во Скопје. Тоа беше всушност и откривање и покренување на македонското прашање. Од и до тогаш беше табу тема. Со оваа наша средба ја искажуваме нашата приврзаност кон идеалите на мирот, слободата, демократијата, нашиот стремеж кон создавање на свет ослободен од секакви стеги, омрази, дискриминации и од се што го урива достоинството на човекот. Од собирот на децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија, 1 јули 1988 година, Скопје. В 1998 година успеавме некако еден дел само да влезат до Воден и тука изолирани на плоштадот да бидат пречекани од архимандритот Никодим Цркњас, од Прицкас и Пасојс, и тоа беше наше прво згазнување. И наместо ние, кои сме родени тамо, да бидеме мост за пријателство со Грција, они употребуваат сосема различна политика, различен пристап и не сакат да не признаат како да ние не постоиме. Грција има подпишано сите конвенции и мора да прифати тоа што народот си го бара. Грчкиот режим изгради солиден одбранбен визнопасошки режим кој во старт ја елиминираше можноста за влез во таа земја за некогашните бегалци, односно политички имигранти. На секој кој имал било каква семејна или географска врска со северниот дел од Грција, му беше оневозможено да ја посети таа земја, па и во туристички цели. Врв на евидентната фобија на грчкиот режим е 1982 година, кога е донесена уредба на Министерството за надворешни работи на Грција, со која на македонците, кои беа протерани по граѓанската војна, им се одземаат државјанствата и правото на имот како негрци по род. Тоа беше уште една мерка на предпазливост, која требаше да го одбрани само прокламираното еднонационалното и монолитното грчко општество од несакани елементи со негрчка национална, јазична и културна свест.
ние како малцинство во Грција, национално малцинство во Грција, не сме толку јаки со активисти, не сме толку јаки со друг материјал, ќе требаше да се грижат повише некои други, и тоа е прво Република Македонија, што една држава, со институции, со министерства, со министри, со премиери и така. Ние сме многу заинтересирани малцинствата на Балканот да се гледаат како мостови кои што ќе не спојуваат, кои што ќе не сближуваат, и токму така и се однесуваме внатре во земјата и сакаме да дојде денот кога таков приод ќе има на секаде во регионот од сите земји. Последните 10 години немаше ни еден чекор од минатите влади да ја поддржат нашата грижа за тоа прашање. Ние имавме еден добар дел на прашања кои се уште не беа ниту решени, ниту за нив некогаш се зборуваше или се зборуваше со една резерва и така натаму. Бев оптимиста дека секогаш има решение за секој проблем и дека дел по дел ќе се решат. Моје длабоко убедување е тоа дека ние немаме стратегија околу прашањето за малцинствата во нашите соседи, мислејќи при тоа на македонското малцинство во Грција, во Бугарија и во Албанија. Свесни сме дека државите на Балканот не се кроени строго според некои етнички принципи, нити пак може некаде во Европа да се исцрта точна рамна линија за етничката распореденост на одредени групи. Така што сите држави имаме повеќе или помалку малцинства во своите граници и затоа е многу важно да им се посвети достојното внимание на тие граѓани. Ние сме земја која сме ги дале сите права на малцинството кои живеат во Република Македонија и тоа е добро. Меѓутоа мислам дека треба властите наши и ова актуелно и таа што била пред тоа и таа што ќе биде после тоа, треба да се позанимават и со да лобираат да и во Грција, и во Бугарија, па и во Албанија, да македонците добијат некакви елементарни права со кои ќе се покажат дека тие се едно малцинство во конкретната земја, во овој случај во Грција. I think that official Athens should adopt the ratification of the European Charter and try to implement this very important Council of Europe document as well as to implement the general policy of the European Union related to linguistic diversity. We regret to say that up to now the Greek politicians hasn't done anything to develop such a policy and to convince people that such a policy is not against Greece, against the Greek language and culture, but the policy to maintain the cultural and linguistic diversity, which is the real richness of Europe and the Greek states as well. Факт е дека во моментот дел од тие работи се решени, посебно околу визниот режим и пасошкиот, ако сакате, е потврда дека оптимизмот не треба да не напушта, бидејќи сите проблеми што постојат од овој тип имаат решение. И во 2001 година за прв пат ми беше дозволено да одам во Грција, во Егејска Македонија и да го посетам моето родно место, селото Бабчар. А причина за тоа беше една моја изложба која организиравме во градот Воден, во Грција. Што значи повеќе од половина век и покрај моите чести обиди да добијам виза, не можев, значи не ми дава виза, затоа што условот за да добијам виза требаше да јас да се декларирам дека сум грк по потекло, за да можам да добијам виза. Што е апсолутно, мислам, абсурд да некој бара од некоја личност, од еден граѓанин да се декларира тоа што не мисли дека е. Во поглед на визниот режим, пријатно изненади и со големо задоволство беше токму европската одлука на Грција да едноставно им дозволи влез на сите граѓани од Република Македонија во Грција, кои по различен основ би сакле да престојуваат, да посетат некого, да видат
некои своји роднини да ги посетат родните места и така натаму. Македонците се масовна, маса голема, милиони и нешто. Македонци сме само во Македонија, поживееме во Грција сега. Размислите да се вратат во Грција, уште 250 до 300 илјади што живеат надвор од границите, а со право да се вратат таму. До сега има доста позитивен одзив на нивните барања и одредени одлуки се во нивна корист донесени. Грчката влада со нашето преторено од 45 година навака воопшто не сага да постава некои прашања околу имовинските прашања, околу стоката, околу куќите, државјанството. Ние повеќе пати на овие прашања инсистираме некој одговор да добиеме, меѓутоа овие прашања се неко запоставуват и се постават за подобри времена, така да до ден денеска имовинско правните прашања на тие македонци и нашите наречеме дедовци, татковци и така натаму се уште не се решени. Па има и некои отстапки на Грција. Веќе во Грција е регистрирана првата политичка партија Виножито, во која има основна цел да го брани македонското малцинство во Грција. Своевиден преседан направен е минатата година кога грчката влада овозможи во Лерин да се одржи третата средба на така наречените деца бегалци од Егејска Македонија, со што се одбележани 55 години од екзодусот. Од Министерството за надворешни работи на владата на Пасок дојде уверување дека е ова почеток на крајот на голготата на протераните, дека е ова третиот крај на граѓанската војна и затворање на едно од најмрачните периоди во современата историја на Грција. 2003 година програмата ни беше темпирана, изработена така да се одржи во Егејска Македонија, односно да почне во Лерин, а другите активности во сите други крајеви. Меѓутоа, и тука, после големи перипети, големи расправи, ни беше речено од грчката канцеларија, односно од надлежните, дека грчката влада воопшто не се согласува да правите средба, а за таква средба не била заинтересирана наводно и македонската влада. За време на враќањето на децата бегалци летоска, минатото лето, се обидеа да изолират децата бегалци кога дојдоа во Лерин и во Солун, не сакаја да идат на пошироко да се движат со луѓето, туку тоа што му има кажано државните институции. Луѓето беа, си спомнаа за старите места, за родните места, се вратија назад во својата земја, каде што си имаат и семејства и имоти и така натаму. Така што се ова оди по еден природен Па за прв пат доаѓам после 55 години. Иначе многу сум возбуден и стварно после 55 години да дојде човек да си го види нели родниот крај, стварно е една голема возбуда. Тргнавме вчера, поручек, знаеме дека ќе има проблеми ако одиме со автобус на граница, така да денес цел ден бевме во родното село, го поминавме. Јас сум иначе заедно со брат ми живее во Чешка и он е тука, па заедно се сликавме, куќата стара, изрушена ни е едно друго и пак имаше голема носталгија, еве, дојде и тоа време, значи, да дојдеме во родниот крај. Πιστεύω ότι το θέμα με τους πολιτικούς πρόσφυγες που ζουν στα Σκόπια και στις άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης κάποτε πρέπει να τελειώσει. Όσοι εξ αυτών θέλουν να επιστρέψουν και να ζήσουν στην Ελλάδα για το υπόλοιπο της ζωής τους, οι περισσότεροι είναι και μεγάλης ηλικίας, κατά τη γνώμη μου νομίζω ότι πρέπει να επιστρέψουν. Η πολιτεία πρέπει να τους δώσει αυτή την δυνατότητα και πρέπει να πάρει και αυτή την πρωτοβουλία. Επίσης, θεωρώ ότι πρέπει να πάψουν και οι ερυθρές λίστες, οι περίφημες ερυθρές λίστες του Υπουργείου Εσωτερικών ή της ΕΡΙΠ, να κλείσει και αυτό το κεφάλαιο
και όσοι εξ αυτών των πολιτικών προσφύγων θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, να συνταχθούν με το δεδικασμένο, το σύνταγμα και τους νόμους του κράτους, ας το πράξουν και ας επιστρέψουν πίσω. Νομίζω ότι κανένας στο 2003 που ζούμε σήμερα δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από κανέναν. Добар вечер, добро ни дојдовте наши гости. Сакам да признам дека тоа мое добродошли не е од се срце, заради тоа што само половината мое срце е тука со вас, а другото половина е надвор. Тамо со тие други наши кои не можеа, кои не успеа да бидат денес тука. И во овие мигови би сакал да апелирам до грчката демократска јавност, би сакал да апелирам до сите прогресивни сили во Грција да го направат големиот чекор, рацистичкиот закон од 82 година да го поништат и да овозможат достоинствено нашите луѓе да можат да бидат наши сограѓани. Драги пријатели леринчани, денеска за прв пат после 50 години се наоѓам во мојата земја, во земјата која сум родена. И во земјата за која се боре и ние, како малцинство македонско, да имавме своји национални права и слободи. Му благодариме на грчката влада, на овие нашите другари, што сепак ни овозможија после толку години да можеме овде да се најдеме меѓу вас. Денешниот ден за нас, а и за вас е голем историски ден, а повеќе за нас кои сепак ни се даде можност да дојдеме да ги посетиме нашите родни места. Има многу да се збори. Овој 20 август од една страна ме радува, но имаше еден друг 20 август 49-та година, кој август за нас беше најчрни август. И овие сите што сме тука, тие дечиња од 2 и од 14 години тога, сега мажи од 60 и 65 години, да можат и тие, тогаш голи и боси, да му се даде можност сега и тие да бидат тука. Ретроградната политика спрема македонското малцинство во Грција продолжува и натаму како дел од генералната политика на официјална Атина кон негрците во таа земја. Беше ветено укинување на симптоматичната уредба од 1982 година, која на недемократски и на нецивилизаторски основи ги крши основните човекови права на една категорија поранешни грчки граѓани, само и само затоа што се негрци по род. Но засега останува по старо.